На територијата на градот Велес во текот на изминатиот викенд, односно на 30 и 31 мај, е регистриран еден нов случај на вирусот COVID-19, но и само еден оздравен пациент. Од друга страна, само за 2 дена на ниво на целата држава се регистрирани вкупно 97 нови случаи на коронавирусот. Викендот бележи и 7 смртни случаи. Група верници од исламска вероисповед протестираа пред Велешката црна џамија против, како што велат, навредите упатени кон Аллах, искажани од лице чиј идентитет од видеото постирано на социјалните мрежи не може да се открие. Пред на собраните верници говорат двајца граѓани од Велес, од кои едниот упатува закани со војна. Ние живееме за една цел, а тоа е нашиот Господар и нашиот пратеник. Кој за него ќе каже збор, ние да знаете дека ќе бидеме револтирани на овој случај и ќе правиме се тоа што ќе треба, како што ние е должност во Куран и Керим. Дел ќе дојде кога ако некој уште еднаш ова се повторува, ние заедно ќе можеме да се војуваме со тие луѓе што го прават тоа. Затоа во Куран и Керим кажува: правите џихад во име на Аллах, да се војуваме во името на Аллах. Доколку вие правите еден апел да прави уште еднаш вакво нешто, да се прави вакво нешто, ние муслиманите ширум свет ќе станеме и ќе имаме некоја работа која што ќе се превземе со радикален начин. Настанот се случи на 30 мај. Градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски на 30 мај ја информираше јавноста дека продолжуваат со започнатите градежни работи за подобар квалитет на живот. Дел од нив е изградба на потпорен зид на улица Рилски конгрес, реконструкција на санитарни јазли во спиртска сала на училиштето Панко Брашнаров, санитација на слечиштето Цуцка, како изградба на фекална канализација за Велсити. Од Министерството за здравство информираат дека ги подобрили условите во 28 јавно здравствени установи, меѓу кои комплетно е обновена службата за итна медицинска помош во здравствениот дом во Велес. Здравствената заштита ја подигнавме на повисоко ниво, а здравствените работници и соработници имаат значително подобрени услови за работа, соопштуваат од Министерството за здравство. Вчера, 31 мај, беше светски ден за борба против пушењето. Статистичките податоци покажуваат дека една испушена цигара го скратува животот за 12 минути. Во Република Северна Македонија се регистрираат блиску 700.000 пушачи, трошејќи годишно 11 тони цигари или 5,5 кг тутун по глава на жител. Негативното влијание на цигарите и димот од цигарите е директно поврзано со многу сериозни заболувања.